Добро вечер, тредневник на К3. Представници од 6 општини од регионот, невладени организации и представници од бизнис заедницата го формираа регионалното тело во рамките на платформата за регионална рурална акција. Телото ќе селектира проекти кои се од регионално значење и преку УНДП и Министерство за локална самоуправа ќе се борат за обезбедување финансиски средства за нивно реализирање. Заедничкото регионално тело, кое денеска беше формирано во рамките на платформата за регионална рурална акција во Североисточниот плански регион, од 15 предложени идеи кои ќе бидат преточени во проекти наменети за подобрување на животот на граѓаните во руралните средини, преку Министерството за локална самоуправа и UNDP ќе бара донатори за нивно реализирање. Имплементацијата на овие проекти се очекува да започне кон крајот на следниот месец, информираат од Североисточниот плански регион. Ова работно тело е составено од 17 члена. 6 члена се од општинските администрации, односно канцелариите за локален економски развој. Сите останаа од невладин сектор, бизнис сектор и разни здруженија на земјоделци, рурални мрежи и така натаму. Значи, тоа работно тело ќе се официализира, ќе добие свој деловник на работа, ќе се свој председател и тоа ќе ги даде предлог идеите. Значи, што треба во таа програма и акционен план, какви проекти треба да реализираме. Тоа ќе бидат мали проекти од 2 до 3.000 евра, па се до големи проекти преку 200.000 евра. И заедно со UNDP и со Министерството ќе пробаме да најдеме пари да тоа се реализира. Да, денеска имаме прва конститутивна седница на работното тело за платформата за регионална рурална акција, на која ќе биде изгласан претседател на работното тело, како и усвојување на деловник за работа по кој нели понатаму ќе се работи проектот. Во креирањето на руралната политика ќе бидат вклучени сите локални чинители, невладиниот сектор, општините и бизнис заедницата. На овој начин се подобруваат условите во европските градови. Оваа практика се покажала како доста успешна во Европската унија, при што голем дел од неразвиени подрачја станале подобри средини за живот со подобрена инфраструктура, а воедно и економски зајакнале. Само на овој начин ние можеме да докажеме дека нашите проекти и иницијативи завреднуваат доверба од потенцијални донатори да бидат и понатаму поддржани. Проектот за регионална рурална акција предвидено е да се реализира во наредните 2 години. Советниците дискутираат, граѓаните читаат како до потранспарентни локални совети. Ова е проект на Сдруженијето на младите европски федералисти со уште 5 партнер организации од други градови од земјава. Во текот на двомесечниот проект ќе се организираат тркалезни маси на кои ќе присуствуваат граѓаните, представници од невладините организации, локалните совети и општините, каде ќе се разгледуваат веб страните на општините, како да ги информираат граѓаните и каде треба нешто да се поправи во тој процес. Проектот е поддржан од Фондацијата Метаморфозис и Македонскиот центар за европско образование. Општините и локалните совети да бидат потранспарентни за граѓаните да можат полесно да дојдат до информациите, побара денеска Сдруженијето на младите европски федералисти и покрај тоа што општина Куманово сите новости и седниците ги пренесува на својата интернет страница. Сепак другите општини во земјава не го практикуваат ова, сметаат представниците од џЕФ. Тие се уште 5 партнер организации од повеќе градови ќе спроведат проект за полесно информирање на граѓаните со работењето на советите и локалните самоуправи. Во текот на двомесечниот проект ќе се организираат тркалезни маси на кои ќе присуствуваат граѓаните, представниците од невладините организации, локалните совети и општините, каде ќе се разгледуваат веб страните на општините, како ги информираат граѓаните и што недостасува во тој процес. Не постои практика на постојано информирање за сите оние работи кои што излегуваат од имателите на информација, односно од општинските совети и сите останати вработени во јавната администрација. Со спроведување на овој проект, организаторите очекуваат да се зголеми свеста кај граѓаните и советниците за потребата од постојано и континуирано доставување на информациите од јавен карактер, кое треба да продолжи и по завршувањето на истиот. За таа цел овој проект започна со повеќе обуки, значи дводневни обуки кои што има за цел пред се да ги обучат представниците на грантистите како да действуваат за да овозможат потранспарентно граѓанско општество. Проектот е поддржан од Фондацијата Метаморфозис и Македонскиот центар за европско образование. Кривопаланчани наскоро ќе добијат нов урбан простор за одмор и релаксација. Јавното предпријатие Комуналец во соработка со локалната самоуправа на Крива Паланка ќе го уредуваат левиот брег на Крива река, спроти велосипедско-ролерската патека, како и самото речно корито.
Проектот за уредување на мајор коритото на Крива река заедно со двата брега опфаќа хортикултурно уредување, но и уредување на нов простор за одмор, спортување и рекреација, информираат од јавното предпријатие Комуналец. До сега беше уреден десниот брег каде е лоцирана велосипедско-ролерската патека од градскиот парк до спортскиот стадион. Секторот за хортикултурно уредување при комуналното предпријатие беше задолжен за разубавување на кејската површина, а оттаму најавуваат и уредување на левиот брег. Во соработка со локалната самоуправа во проектот е предвидено поставување на скали за спуштање од градскиот парк кон шеталиштето покрај Крива река, а на левиот брег од тука до така наречениот Виолетов мост ќе се поставуваат мини фонтани за пиење вода, украсни фонтани од цвеќе, мини игралиште за одбојка, клупи за одмор, како и качења со реквизити за вежбање. Во тек е подготовката на површината за засадување на трева и цвеќе, информираше директорот на јавното предпријатие Комуналец од Крива Паланка Томе Тодоровски. Проектот е изработен, значи, заедно со десниот брег е изработен во истиот проект и левиот брег уредувањето, меѓутоа десниот брег од речното корито е поставен на трим патеката и велосипедската патека, додека од левата страна се предвидува да биде малце као рекреативен парк со одредени содржини на зеленило, китки, мали фонтанички, кои што ние сега као прво ја правиме подлогата, значи да поставиме подлогата рамна да биде посејано травната површина, а постепено ќе ги правиме сите оние елементи како патека, елементи како фонтани. Тука е предвидено исто така и мини спортски терен, каде што има некое игралиште за одбојка, скали, така да сето тоа со текот на времето од Шанин мост, така наречено, ќе се уредува до Лилјаков мост. Тука е предвидено на самото езерце да има два гейзери, поставени од левата и од десната страна, а низ речното корито нагоре планираме да поставаме водени завеси, односно на неколку места ќе поставиме водоскок во облик на шампањско. Левиот брег ќе биде осветлен со 20 на канделабри. Сенасте, проектот предвидува ново автентично урбано место, кое освен што ќе биде визуелно убаво, ќе биде пријатно за одмор и рекреација. Православните верници денес го слават празникот на Христовото вознесение Спасовден. Овој празник се празнува 40 дена по Великден и секогаш се паѓа во четврток. 40 дена по воскреснувањето Исус Христос им се јавувал на своите ученици и ги подготвувал за нивната идна активност. Спасовден или празникот на Христовото вознесување на небото е 40-тиот ден од Воскресението. Господ во текот на 40 дена по своето воскресение им се јавуваше на учениците, зборувајќи им за Царството Божјо и откако им заповеда да не го напуштаат Ерусалим, туку да го чекаат слегувањето на Светиот Дух, тој ги изведе своите ученици во Витанија, ги благослови и се вознесе на небото. Овој празник се нарекува Спасовден затоа што во денот на Христовото вознесение се доврши делото на спасението. Сега човечката природа преку Христа воскреснува, преку Христа сега се вознесува денеска на Спасовден, или правиме спомен за тоа, и седнува од десната страна на Бога и Отца се вели, значи од важната страна. Значи седнува во близина на оној кој што е извор на живот. И тоа е многу важно за нас. Таму човечката природа не беше никогаш пред Христа. Затоа таа радост од денеска од Спасовден е дека Бог ни обезбеди место на нас, христијаните, или на целиот човечки род, близу до себе. На овој ден луѓето ги посетуваат црквите и носат разни подароци. Некои за здравје преспиваат под иконата, а други кога ќе се разболат, се ветуваат дека еден период ќе служат во црквата. Многумина кумановци, почитувајќи го духот и традицијата на овој голем празник, ги посетија црквите, сечеа колач за здравје, љубов и мир во семејството. Советувањето на Светиот Дух, а со благослов си ги уверил дека ти си Син Божи, избавителот на светот. Јас сум тука затоа што да посетам црква и за овој празник да донесам да исечам колач за ќерка ми и така малку да се помолиме и така по стари обичаи за Свети Спас и за празниците што се наредни.
Што знам, од старите што останало се сече колач за здравје, за куќа, за луѓе, да се помолат и така да биде добро, убаво и така да се спасуват секои недобри работи. И за тоа се помолиме, па сега колку ќе ни биде добро, ќе очекуваме. За многу години нека е на сите на помош, добро здравје, среќа, благослов, берекет. Очигледно е дека празникот Вознесение Христово Спасовден е голем празник, кој има значајно место во животот на нашите православни христијани. Спасовден се слави во селата Пчиња, Романовци и други населени места во Кумановско. Околу 80.000 ученици се уште чекаат на одговор дали ќе им биде скратен летниот одмор. Средношколците ја бојкотира наставата од 10 до 25 наставни дена, а за сметка на тоа директорите на училиштата од Министерството за образование побараа повеќе денови за да ги одржат изгубените часови. Продолжување на училишната година или завршување на наставата во регуларниот рок до 10 јуни. Околу 80.000 ученици се уште чекаат на одговор дали ќе им биде скратен летниот одмор. Средношколците ја бојкотираа наставата од 10 до 25 наставни дена, а за сметка на тоа директорите на училиштата од Министерството за образование побараа повеќе денови за да ги одржат изгубените часови. Од Министерството за образование велат дека тие ќе го имаат конечниот збор дали ќе се продолжи наставата и после 10 јуни, но одлука за ова се уште нема. Отаму велат дека учениците ќе бидат информирани најдоцна до петок. Директорите на училиштата велат дека барањето за продолжување на годината било испратено на почетокот од мај. Во недостаток на време, ближање на крајот на учебната година и чекањето на одлуката од Министерството за образование и наука, тие почнале сами да се организираат изнаоѓајќи други форми за надополнување на наставата. Се држат дополнителни часови, лекции се предаваат со забрзано темпо. Се останува и после завршување на часовите, а во некои училишта работен ден ќе биде и сабота. Дел од директорите се оптимисти дека и на овој начин ќе успеат да ја завршат наставната програма и годината да заврши до 10 јуни. Македонските власти ќе ги предадат на Приштина телата на 9 косовски албанци што загинаа пред 2 недели во судирите со полицијата во Куманово, меѓу кои се и телата на двајца од водачите на таа група, Мирсет Дрецај, командант НАТО, и Бег Ризај, командант Бегу. Телата на 9 припадници на Кумановската група денеска ќе им бидат предадени на семејствата на Косово, јавуваат медиумите од соседството. Како што се наведува, македонското обвинителство дозволило телата да се префрлат во Приштина откако беше извршена обдукцијата. Резултатите од истата се уште не се објавени. Според македонското обвинителство, ќе бидат предадени телата на Џафер Зимерај, Мирсат Дрецај, Бег Ризај, Валон Кабаши, Тургај Гаши, Самит Кастриори, Хисен Рушити, Фатлум Вишесел и Арбен Реџај. Косовските медиуми тврдат дека албанците кои македонската полиција ги зароби во операциите во Куманово наводно се мачени и малтретирани во притвор. Македонската полиција не ги коментираше тие информации. Германскиот министер за надворешни работи Франк Валтер Штајнмајер сироќа во Берлин изјави дека очекува состојбата во Македонија по настаните во Куманово да се смири и земјата да продолжи по европскиот пат. Минато неделниот инцидент ја исплаши Европа. Се надеваме дека тоа што го видовме не е почеток на ескалација и дека властите во Македонија ќе направат напори за целосно и транспарентно расветлување на случувањата. Се надеваме и дека ќе нема други такви инциденти, изјави Штајнмајер на заедничката пресконференција со шефот на албанската дипломатија Дитмир Бушати. Тој очекува состојбата во Македонија да се нормализира и да не се создаде конфликт кој би довел до отворена конфронтација меѓу етничките заедници до регионален конфликт. Се надевам дека Македонија ќе ја потврди цврстата волја за приклучување кон ЕУ, а јас не се сомневам дека таа ќе го избере тој пат. Што се однесува до Македонија, не станува збор за специфична германска, туку тоа е европска грижа. Секое враќање назад на една земја од Западен Балкан може да се рефлектира врз соседството. Затоа сме заинтересирани не само да ја имаме пред очи Македонија, туку сме предпазливи да не се создаде конфликт кој би довел до отворена конфронтација меѓу етникумите. Со мојот македонски колега за ова разговарав на маргините на состанокот на НАТО во Анталија. Му кажав дека најдобар начин, најефикасно средство против сомнежите е отворено и транспарентно расчистување на случувањата. Сега треба да видиме дали тоа и ќе се направи, рече Штајнмајер.
Помошник генералниот секретар на Обединетите нации Иван Шимоновиќ за време на посетата во Македонија ќе оствари средби со највисоките представници на владата, лидерите на политичките партии, народниот правобранител, представници од граѓанското општество кои работат на унапредување на човековите права, како и представници од меѓународната заедница. Помошник генералниот секретар на Обединетите нации за човекови права Иван Шимоновиќ од денеска ќе престојува во дводневна посета на Македонија. Шимоновиќ ќе биде придружуван од колеги од одделението на Обединетите нации за политички прашања. Според најавите, Шимоновиќ ќе оствари средби со највисоките представници од владата, лидери на политичките партии и народниот правобранител, представници од граѓанското општество кои работат на унапредување на човековите права, агенциите на Обединетите нации и представници од меѓународната заедница во земјава. Тоа ќе биде прва официјална посета на земјава од висок представник на Обединетите нации за човекови права од 1999 година. Иван Шимоновиќ е помошник генерален секретар на Обединетите нации за човекови права од јули 2010 година. Тој е раководител на канцеларијата на Високиот комесаријат на Обединетите нации за човекови права во Њу Јорк. Сдруженијето на пензионери од Куманово во рамките на годишната програма денеска реализираше спортски надпревари во близина на Соколана. Пензионерите своите вештини ги демонстрираа во атлетиката и тоа во неколку дисциплини, а резултатите не беа во прв план. Сдруженијето на пензионери од Куманово, едно од најактивните во Република Македонија, продолжи денеска со остварување на својата богата годишна програма. Денеска во близина на Соколана беа реализирани спортски надпревари во атлетика, на која пензионерите покажаа завидна умешност. На надпреварите беа присутни поголема бројка на пензионери кои во ред чекаа за настап. Па, како и секоја година, така и оваа година, согласно нашата програма за работа и програмата за спорт и рекреација и одмор на пензионерите се предвидени согласно оваа програма, така да сега по овој општински надпревар, значи, како што реков, следуваат регионалните игри, а потоа и подготовки за републичките спортски игри. Спортот е многу важен сегмент, што би се рекло, за пензионерите или за личности од трето доба. Затоа што не само што се рекреираат овде, туку тие на еден начин и спортуваат, ги развиваат своите спортски дисциплини. Јас еве трета година како поред се надпреварувам во атлетските дисциплини. Годинава ја изменивме малку дисциплината, но се тоа е во знак на подобрување на резултатите. Имам освоено и неколку медали, но пред се овде не сум заради медали, туку заради едно дружење, иако што рековте заради спортување. На крајот, како што рекоа самите, остварените резултати не беа во прв план. Се надеваат дека и наследните средби, кои до крајот на годината пак ќе ги има, да се соберат во голем број и повторно да се дружат. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху останува приврзаник на така нареченото двострано решение, кое предвидува создавање на палестинска држава паралелно со еврејската. Сад ќе му достават на Ирак 1000 противотенковски ракети за да им помогнат на ирачките власти во борбата против джихадистите од Исламска држава. Лидерот на јеменските бунтовници го поддржува почнувањето на миродните преговори под покровителство на Обединетите нации. Ова се вестите од светот. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху изјави дека останува приврзаник на така нареченото двострано решение на израелско-палестинскиот конфликт кој предвидува создавање на палестинска држава паралелно со еврејската. Јави ДПА: "Не верувам дека решението кое вклучува само едната страна е можно. Го поддржувам ставот две држави за два народи, демилитаризирана палестинска држава која признава еврејската држава", и порача тој на високата представничка на Европската унија за надворешна политика и безбедност Федерика Могерини, која го посети Израел. Могерини изјави дека избрала да биде првиот висок дипломат кој ќе посети новата израелска влада, која положи заклетва минатата недела за да ја пренесе пораката дека Европската унија нема да се откаже од решението за формирање на две држави. Сад планираат да му достават на Ирак 1000 противтенковски ракети за да им помогнат на ирачките власти во борбата против джихадистите од Исламска држава, пишува весникот Њу Јорк Таймс. Според информациите на весникот, тоа оружје е наменето за операции во кои ирачките војници ќе уништуваат автомобили, наполнети со експлозиви и управувани од бомбаши самоубијци. Исламската групација често пати користи автомобили бомби во своите напади. Исламската држава ја употреби оваа тактика и во преземањето од деновиве на Рамади, главен град на западната ирачка провинција Анбар. Се очекува американските ракети во Багдад да пристигнат на почетокот на јуни.
Мировните преговори за Јемен ќе почнат следната недела во Женева, како што беше предвидено, соопшти Обединети нации. Лидерот на бунтовниците Хути Абдул Малек Ал Хути во меѓувреме го поддржа почетокот на преговорите, нарекувајќи ги единствено решение за конфликтот кој во март изби во оваа арапска земја и во која досега загинаа над 1800 лица. Амбасадорот на Јемен во Обединети нации Халет Али Јамани изјави дека владата на председателот Абад Рабу Мансур Хади, која действува во екзил во соседна Саудиска Арабија, ќе биде представена на високо ниво, можеби од заменик претседател. Кошаркарите на Куманово од утре ќе го започнат полуфиналниот плејоф циклус против Скопски Работнички. Првиот меч ќе се одржи во Скопје, а кошаркарите на Куманово во него ќе бараат шанса за победа и предност за продолжението. Кошаркарите на Куманово интензивно се подготвуваат за најважното што доправа ќе следува. Имено од утре кумановци ќе отворат плејоф серијата против Работнички, со тоа што екипата од градскиот парк има предност на домашен терен доколку дојде до евентуална мајсторка. Што може да се очекува од ова полуфинале? Од таборот на Куманово истакнуваат дека се максимално подготвени да го остварат најголемиот клубски успех во историјата, но за такво нешто ќе треба да се одигра квалитетно и за да се стигне до целта. Оптимизам владејќи кошаркарите, кои заедно со стручниот штаб ги прават последните анализи. Секако, првиот меч во Скопје ќе биде шанса за Куманово, ако успее да победи, тогаш вратите за финалето ќе бидат широко отворени. Господин Тодоровиќ, вистински момент еве дојде, оној најважен напред, може да го кажеме, односно нарешавачка серија од плејофот, полуфинале против Работнички. Дали конечно Куманово е спремно да го направи оној историски резултат? По толку превирање во ова првенство, играме, не играме, се откажуваат некои екипи. Успеавме по 4-5 години мако трпна работа се пласираме во полуфинале на плејофот, кој ќе не носи со изненадување во Скопје и борба за титула и финале. Мислам дека играчите се доста спремни, доста мотивирани, си играат на две добиени. За жал, по нашите некои порази, биднавме трети во лига, така да првата утакмица се игра во Скопје. И мислам дека играчите ќе дадат се до 150% да направиме брейк уште во петок, каде се игра утакмица утре, да ги известаме гледачите и има директен пренос од Скопје на Собранински канал во 19 часот. Тактика мора да биде добро спроведена на теренот утре, бидејќи сепак Работнички на домашен терен не е лесен противник. Завчера игравме тој заостанат надпревар, што по логика на селектор, бившиот селектор Марин Чековски, главната карика со Гечевски во Работнички, него соблакаше. Така да и ние имаме адути, игравме без Мандич, ги добивме некако без публика, лежерно, во продолжение, на крај заврши 10 разлика. Мислам дека Работнички е многу јака екипа со искусни играчи, така да имаме и ние адути со кои спремавме да ги изненадиме. Според последните информации, здравствениот билтен во екипата е добар, па така се очекува сите играчи да го пружат најдоброто и да потврдат дека навистина во овој момент се екипа за големи дострели. Работнички со победата од 2-1 во финалето над екипата на Тетекс го повторија ланскиот успех во Купот на Македонија. Одличното второ полувреме во финалето на Работнички му го донесе вкупно четвртиот трофеј во рамките на Купот на Македонија и тоа откако романтичарите на пауза заминаа со минус од 1-0. Стрелец на тој гол за предност за ривалото Тетово беше Чурленов во финишот на првото полувреме, во кое Тетекс успешно се бранеше и беше опасен во контра. Сепак таа одбрана не издржа и во вториот дел во кој во кусрок избраниците на Ангеловски успеа да направат пресврт. Прво на 1-1 со убав гол на асистенција на Алти Пармаковски во 69-та минута. Изедначи Илиовски. Веќе во 73-та минута беше 2-1 за Работнички по голот за трофеј на Алти Пармаковски. Помеѓу тие два погодока втор жолт картон доби Најдовски, со што Тетекс во клучните моменти остана со играч помалку. Во финалето во кој Работнички на истиот ривал му се реваншираше за поразот во мечот за трофејот од пред 5 години.
Фудбалскиот клуб Евроспорт од Куманово во оваа година успеа да оствари успешни резултати на меѓународната сцена. Според челниците, ваквите турнири значително придонесуваат за стекнување искуство на младите фудбалери, па поради тие причини настапите ќе продолжат и во наредниот период. Фудбалскиот клуб Евроспорт Куманово во текот на оваа сезона успеа да реализира голем број настапи на меѓународната сцена. По турнирите во Австрија, Србија, екипата утре заминува на нов испит овој пат во Јагодина, каде ќе настапат поголем број екипи од регионот. Председателот на клубот Алесандра Манески, кој вложува огромен труд за напредокот во сите сегменти, истакнува дека настапите на меѓународната сцена ќе продолжат со интензивно темпо. Како и претходно што најавив, ги реализираме сите наши цели што ги остваруваме пред тоа. Два пати во Австрија, Златибор, сега наред е Јагодина. Поточно станува за меѓународен турнир од балкански земји, значи Црна Гора, Босна и Бугарија. На тој турнир ќе учествуваат околу 16 екипи и се надевам дека ќе оствариме добар успех. До крајот на годината, според вашата агенда, имате уште многу силни турнири, па да ни кажете зашто станува збор. Да, тука не застануваме, продолжуваме со полн ритам, значи ќе одиме исто во Ниш, сега имаме во јуни месец, потоа Маѓарска, Словенија и така натаму, значи имаме зацртани некои планови, по тие планови значи ги остваруваме нашите цели. Моментално работиме со околу 7 голманчиња, едни постари и помали. Имаме двајца постари голманчиња што се со доста голем квалитет. Едниот наредната недела заминува со репрезентација. Сега наредниот викенд идеме на турнир во Јагодина, таму очекуваме добри резултати, добри одбрани на моите голмани. Јас лично сум презадоволен од нивната работа, се работи по тешки услови, топло е малку повеќе. Тие се доста упорни, јас имам голема доверба во нив. Јас тренирам тука од 2010 година, точно 5 години и многу сум задоволен од условите во кои тренираме. Имаш настапувано на многу турнири вон Македонија, па кажи ни имаш и некои впечатоци? Па имам многу турнири во Македонија, исто така имам и надвор од Македонија. И многу е убаво во Македонија, исто така ќе одиме сега во турнир во Јагодина, се надеваме дека ќе освоиме некое место од првите 3. Фудбалскиот клуб Евроспорт е еден од ретките од овој регион кој постојано се промовира на меѓународната сцена, каде на вистински начин ја представува Република Македонија. Вести од меѓународен спорт. Од следната сезона во АБА лигата клубовите ќе имаат 80% од целото надпреварување, а меѓу нив и нашиот шампион МЗТ Скопје Аеродром. Екипата на Кливленд ја забележа првата победа против Атланта во финалето на источната конференција од НБА лигата. Челните луѓе на АБА лигата вчера излегоа со официјално соопштение во кое потврдуваат дека клубовите во иднина ќе поседуваат 80% од целото надпреварување. Овој така наречен договор бил потпишан од 9 клубови кои се напреваруваат во регионалната кошаркарска лига, а меѓу нив и нашиот шампион МЗТ Скопје. Единствено овој договор засега не го потпишале 3 клубови од Србија, и тоа Мегалекс, Металац и Црвена звезда. На иницијатива на клубовите по нацртот на новиот колективен договор, мнозинските права во лигата, односно 80%, ќе бидат во рацете на клубовите, стои на крајот во делот соопштението на АБА лигата. Во првиот меч од финалето на источната конференција екипата на Кливленд поведе со 1-0, откако ја совлада Атланта со 97-89 на гостински терен. Феноменалниот Леброн Джеймс беше еден од главните актери на победата на својот тим со 31 поен, 8 скокови и 6 асистенции. Но сепак централна фигура и незаслужен за победата беше непогрештивиот J.R. Смит со 28 кошеви, од кои реализираше дури 8 тројки. Во поразениот тим на Атланта се истекна Джеф Тик со 27 поени, додека 16 кошеви постигна Ал Хорфорд. Нашиот интернационалец Пера Антич настапи 10 минути, но не успеа да постигне ниту еден поен. Фудбалерите на Јувентус по освоената титула во домашното првенство на своето конто ја придадоа титулата во домашниот куп. Во интересно финале Јуве на Олимпискиот стадион во Рим успеа да го совлада Лацио со 2-1 по продолжение. Во регуларниот дел мечот заврши 1-1. Лацио поведе со голот на романецот Раду во 4-та минута, но Јувентус веднаш потоа во 11-та успеа да израмни со голот на Килини. Така остана се до 90-те регуларни минути, а потоа во продолжението во 97-та минута пехарот на Јувентус му го донесе победоносниот гол на Матри. Јувентус успеа после 20 години да го освои пехарот, а вкупно 10 пат во богатата историја.
Старата дама ова сезона ќе можете да ја памети долго, доколку успеи во големото финале во Лигата на шампиони против Барселона да го освои третиот пехар. Времето во Македонија беше сончево со мала до умерена облачност, како и со слаб до умерен југозападен ветер. Облачноста попладне ќе се зголеми, а понекаде во планинските региони ќе се појави слаб дожд. Метео. Тоа беше се што подготвивме за третиот дневник, почитувани гледачи. Пријатна вечер и останете на К3.